Одбрана на националните државни интереси влез во Европската Унија под фер услови и со почитување на копенхашките критериуми. Силни институции, реформирање на целокупната држава, враќање на довербата на граѓаните во судството, борба против организираниот криминал и корупција. Ова се главните чекори кои Македонија треба да ги превземе за да може да оди напред и да ја исполни својата стратешка цел влез во Европската Унија. Председателката Гордана Силјановска-Давкова во своето првогодишно обраќање пред пратениците, владата, дипломатскиот кор и сите присутни во законодавниот дом ги нотираше важните проблеми, дилеми и можните решенија во духот на, како што рече таа, незината програмска визија и мисија. Во однос на проблемот кој го имаме со Бугарија, и условот за уставни измени како за откочување на евроинтеграциите, Силјановска-Давкова порача дека единствен излез од оваа ситуација се уставни измени со одложено дејство, што покажува на усогласеноста на ставовите помеѓу владата и министерствата и председателката Силјановска-Давкова. Во продолжение да слушнеме дел од говорот на Силјановска-Давкова кој се однесува на македонските евроинтеграции. Ја користев и ќе ја користам секоја прилика, вклучувајќи ги и професионалните контакти и пријателства во одбраната на македонските позиции и интереси и ширењето на кругот на партнерствата. Во рамките на регионалната соработка повикувам и поддржувам меѓусебно разбирање и поддршка како услов за разбирање и поддршка од другите. Наместо меѓусебно да се блокираме, ние мора да се поддржуваме, бидејќи ако не се поддржуваме едни со други, како ќе очекуваме од другите да не поддржуваат? Паралелно со процесот на евроинтеграција, Македонија треба да ги исполни своите домашни задачи и тоа не е само поради влезот во Европската Унија, туку и поради тоа што мора да се подобри животот на граѓаните, целокупниот нивни животен стандард и да се врати довербата во институциите. А токму за ова, според Силјановска-Давкова, која во своето годишно обраќање порача дека потребна е бескомпромисна борба против криминалот и корупцијата, но исто така и ослободување на судството од политичките стеги. Во продолжение слушаме дел и од овој говор. Правдата е најсилната врска меѓу државата и граѓаните. Правдата е загрозена кај нас поради ендемската корупција и организираниот криминал, што заедно со судирот на интереси, непотизмот и клиентелизмот го поништуваат владењето на правото, ги обезвреднуваат институциите, ги иселуваат младите и ни ја празнат државата. Без правда нема известност на планирањето на животот. Очекувано веднаш по обраќањето на Силјановска-Давкова, парламентарните политички партии излегува со став во врска со нејзиниот говор и во врска со тоа колку таа ги нотирала важните проблеми со кои се соочуваме и дали покажала конкретни решенија. Владеачките ВМРО ДПМН и Знам за наша Македонија сметаат дека председателката понудила добри решенија за откочување на сите процеси и подобрување на животот во Македонија. Наспроти нив, опозицијските СДСМ и Европски фронт велат дека говорот покажал само дека власта декларативно има заложби за подобрување на животот, но не понудила решенија за проблемите. Да ги слушнеме реакциите. Координација во надворешната политика помеѓу председателот на државата, премиерот и министерот за надворешни работи и сметам дека таа координација е неопходна за да може да се постигнат посакуваните резултати. И она што го потенцира председателката како нејзина идеја и заложба. Денешно годишно обраќање на председателката Гордана Силјановска-Давкова е едно, би рекол, формално обраќање пред собранието, обраќање кое што не понуди визија за еднината на државата,
Таа се држеше до своите уставни и законски надлежности од една страна, но од друга и до очекувањето на јавноста таа да биде елемент на обединување на општеството. Во таа смисла високо ги цениме незините ставови, особено незиниот поглед во смисла на модернизација и продолжување на тој пат на модернизација на македонската армија. Говорот беше повеќе теориски него прагматичен. Се разбира, председателската на државата тешко му е, значи, да излезе од својата базична професија, професорската. Недостасуваше прагматичкиот дел, односно недостасуваше незината уставна улога. Заклучокот кој може да се издвои од годишното обраќање на Силјановска Давкова, во кое исто така таа нотираше и за други проблеми, односно во што најмногу треба, на што најмногу треба Македонија да се насочи, а исто така тоа е и социјална правда, еднакви права на сите, женските права и унапредување на женските права и секако подобрување на целокупниот животен стандард. Може да се каже дека Брисел е стратешка дестинација на Македонија, но исто така и дека Европската Унија треба да ги цени нашите заложби. Сепак, што се однесува до внатрешната политика, пак Силјановска Давкова порача дека потребно е сериозно обединување и на власта и на опозицијата и на страна да се остават политичките лични интереси, се со цел да се подобри животот за сите граѓани во Македонија. Коки повели доколку имаш некои прашања?